Стартуваме со отворено студио на телевизија Нова со задоцнување, извинување од нас, но моравме да почекаме, дел од гостите ни доцнат. Едниот од нив има оправдување во теке Централно претседателство на неговата партија. Господинот Беџан Илијас рече дека ќе се обиде да стаса што побрзо може, барем до крајот на оваа емисија. Од господинот Бајрам Берат од Партијата за интеграција на ромите, кој што ја прифати нашата покана и потврди дека ќе присуствува вечерашната емисија, се уште немаме информација што се случува, зошто доцни, не можеме да го добиеме ниту на телефон, се надеваме дека можеби тој ќе пристигне, дека има оправдување зошто доцни. Но во студиото го имам господинот Зеки Рамчиловик. Добро вечер, ви благодарам што бивте на време и што се озвавте на нашата покана. Академски дадовме доволно време да ги почекаме останатите гости, меѓутоа ќе ја стартуваме емисијата затоа што зашто ќе зборуваме вечерва е навистина важна тема. Се крена македонскиот народ се чини на нозе поради сите информации околу албанската платформа. Вие веќе бевте гостин во студиото на телевизија Нова. Сега еве можност, ни најавивме дека ќе имаме можност да говориме малку пошироко на оваа тема. Се наметнува некако прашањето дека албанските партии здружени направи една платформа и со тоа ги ставија во незавидна позиција сите останати малцинства во Република Македонија, и како што е наслов оваа емисија вечерва излегува дека дали албанските малцинства имаат поголеми права од останатите малцинства и дали ова принципот на граѓанско општество кој што треба да го негуваме. Добро вечер најпрвин. Се тоа што го кажавте, на некој начин вие со прашања па и одговоривте на дел од работиве. Ни најмалку се тоа што се прави не ја отсликува реалноста, она што и ga имаме Македонија како Македонија, граѓанска, мултиетничка, мултикултурна на сите нас. Но ќе ми дозволите најпрвин да им го честитам празникот на босанците и херцеговците, поточно на сите бошњаци и на сите оние кои што ја чувствуваат Босна и Херцеговина како своја татковина. Нека ни е честит денот на независноста, 1 март. Бидејќи, 92-а, значи беше одржан референдум со кој што Босна и Херцеговина стана независна држава, иако помина низ многу премрежија. Но ќе се навратам на ова, можеби чисто и примерот. Утре пола Босна и Херцеговина ќе слави, пола нема да слави. Работава е она што се случува во Босна, мислам, и начинот на кој што одат работиве тука, се плашам дека одиме кон едно уредување кое што нема да биде функционално. Но, од друга страна, секогаш, и тогаш пред некој ден, кога имавме кратко интервју, не можеме за некои работи да зборуваме, бидејќи по мене тоа е најлошата работа, што се тоа што се прави и се уште е некако под некој превес на некоја тајновитост, нешто. Не ги знаеме работиве. Протести се случуваат, кризата се продлабочува, од друга страна излегуваат одредени изјави од едната, од друга страна изјави кои што на вистина се вознемирувачки. Имаме, ако земеме, мислам, на почетокот ставот на албанските партии беше дека нема формирање влада без прифаќање на албанската платформа. Сега, доколку некој тоа не го демантира дека е така, дека тоа е значи платформа за која се договарало, се договорило тоа и тоа. А не дека е уцена чиста? Во случајов излегува дека значи платформата штом веќе ако се договориле да формираат влада, значи дека платформата е прифатена. Тогаш на некој начин е разбирлив револтот пред се кај мнозинското население, кај македонците. Меѓутоа, од друга страна, сепак јас тука не би навлегувал сега во тие релации, чисто она што мислевме и вечер да ги споделиме мислењата заедно со представниците од другите етнички заедници. Значи, е тоа што со самите преговори, со сите работи, значи што се случува, етничките заедници, ајде помали по број, но не помали по било што друго, значи се оставени по страна како граѓани, не знам, ни најмалку не од втор, него ли од, не знам, трет, четврти ред и слично. А по сите закони, по сите меѓународни конвенции, бројката и не е битна. Малцинските права им припаѓаат на сите луѓе кои што се чувствуваат дека се припадници на одредена малцинска во таа земја, заедница. Бројката 20%, 25%, 30%, 0,1% воопшто не е битна во остварување на тие малцински права кои што би требало по сите конвенции да им припаѓаат на сите. А вие воопшто другите заедници не само што не сте консултирани, него не сте ни воопшто сапени во овие договори. Во
во случајов добро, во право сте што се однесува тоа, меѓутоа сепак некогаш и математиката и бројките, ајде да кажеме, еве да побараме некое разбирање, да имаат некое условно кажано право. Во случајов истото и со самиот рамковен договор, значи што беше, иако ете тогаш и сите етнички заедници, сите интелектуалци со години постојано го кажуваат тоа токму околу те 20% и слично, сега буквално одиме и подалеку од тоа, со што другите етнички заедници ќе бидат далеку помаргинализирани и дискриминирани. Јас и покрај тоа што пак викам, дел од работиве не ги знаеме, поучени од минатото, јас не можам да не, ако земеме да направиме една анализа на сите оние настани што се случува од осамостојувањето, поточно од донесувањето на рамковниот договор, па наваму ќе видиме дека во случајов еве при промената на преамбулата, при значи Охридскиот рамковен договор и неговата имплементација, значи и тогаш тој амандман кога значи бошњаците и србите значи станаа дел од уставот, нели со како дел од бошњачкиот народ заедно со сите други, значи стана дел од преамбулата, има стенографски белешки каде што најголем дел од пратениците тогаш на албанските партии, значи дискутираа дека дури баш и гледав преска нешто, отворив некој мислам пошто имаме време, може би баш гледав преска, значи еве едно излагање од Сейфедин Харуни, значи ова на 86-та седница, трето продолжение на 1.11.2001, каде кажува: господа македонци, не би било честно нам албанците да не споредуват и да не ставате во ист кош со останати граѓани кои по пописот на Република Македонија, и сега ги кажува процентите, тој 2, тој 3, не битно, значи бројките носат помали права. Таа логика не можеме да ја прифатиме и во преамбулата да останеме и да бидеме редени сите дека сме дел, албанскиот народ е дел во преамбулата, останатите други турци, роми, власи, бошњаци се наредуваат и покрај тоа што во пописот дури кажува не се изјаснили како такви, што мислам ни најмалку не ворет и многу други изјави. Истото се случи со територијалната организација, во случајов ако тогаш па СДСМ и ДУИ, значи буквално и го има мнозинството, ги правеа законите и тогаш при кроењето на територијална организација, еве јас ќе се задржам само за сегментот кај бошњаците, меѓутоа може тука да се дискутира на големо колку е таа територијална организација да кажеме економски, географски, стопански, во било кој аспект оправдана и колку е политички на некој начин мотивирана. Ние како бошњаци по старата територијална поделба 96-та имавме една општина Житоше, значи каде што имаа 35% бошњаци и со новата територијална се намали бројот од 123, мислам на 84 општини. Вие влеговте во рамките на друга општина со се споја, меѓутоа имаше можност и за таа општина Долнени пред се денес на Долнени, значи да се тука неколку населени места со Житоше да се спојат, каде што би останала една општина што би имала над 20%, чисто да се запази, да кажеме, тој мултиетничкиот, мултикултурниот концепт на Македонија. Што веќе постои. Да, меѓутоа да кажеме и тогаш не најдоа за сходно, иако јас мислам за тоа ја земав, пошто имам постојано правев некои истражувања и доста сум критичен, без разлика која опција била на власт, дали се работи за да кажеме Социјалдемократскиот сојуз или ВМРО и слично. Значи буквално тогаш од 67 пратеника кои гласале, значи 17 гласале за. Дури што се вклучиле во дискусиите, најголем дел од пратениците, баш тука да не ја читам целата изјава на градоначалникот сегашниот на Коце Трајановски, кој буквално значи не работева само заради бошњаците да имаат општина со над 20%, туку на Македонија е потребно заради незиниот мултиетнички, мултикултурен карактер и слично. Да опстојат такви општини. Така да и тогаш значи исто се преговарало, се договарало бошњаците по страна. Јас никогаш кога не сум, значи не ги критикувам, и тогаш имало двајца представници бошњаци, тоа биле во власта, значи Рафет Моминовиќ и Есад Рахич. Рафет пратеникот, господин Рафет поднели амандман. Меѓутоа по мене тоа е лицемерие. Значи јас сум во коалиција со некого и сега ме оставате мене јас да поднесувам амандмани, а не да се договориме за нешто да се испочитуваме помеѓу себе. И тука во случајов покрај пратениците од ВМРО, тогашниот Исмет Рамадани од ПДП, двајцата пратеници од бошњаци што беа Рафет Моминовиќ и Есад Рахич,
турците Кенан Хасипи, Адан Кјахил и Коце Трајановски, да не ги набројувам, значи овие 17 гласале да имат тој амандман да помине. Значи, по мене тоа е на некој начин лицемерие, оставени и дури не само таа општина, дури имаме и други општини, например, јас често го земам примерот и на селото Батинци, кое природно припаѓа повише на општина Кисела Вода, дури е подобро поврзано, неголи на општина Студеничани. Но во случајот исто така е офатено во општина Студеничани и сега голем дел од проблемите, например, дури често се случува и градот да интервенира преку некоја, има некои можности законски меѓугранично, не знам како така градот има некои можности околните општини и дури инфраструктурно помага во друга општина. Значи, на тој начин и тогаш сите тие работи се провлекуваат некако, никој не ги спомнува. Тоа ми беше зборот, јас кога не сум директно, значи не сакам да критикувам, сакам да верувам дека луѓето што се таму, значи бошњаците што се, дека се борат колку што можат за својата заедница, за своите права, да ги афирмираат, да ги промовираат, да бараат тоа што следува според уставот и слично. Но некако постојано сме во континуитет, никој не сака да излезе јавно и да каже нешто. Јас во случајов и сега и пред некој ден и сега ова што го зборувам, значи немаме значи ние како бошњаци или јас лично како здружение наше далеку од тоа дека нешто имаме ние против некоја заедница, најмалку против албанците. Јас и тогаш реков дека нивни легитимно е барање, секој бара, може да се бара, да се. Меѓутоа јас не можам да молчам, иако сум веќе значи дел од новиот парламент кој за жал можеби овие работи треба таму да се дискутираат, а не некаде никој не знае ни што и ни како се разговара. Се чувствам, значи морам да го кажам, тоа и сосема принципиелно, она што мене значи ме тангира како припадник на една заедница која што сака уште повеќе значи да се маргинализира, јас тоа ќе го кажам, без разлика значи која и да е опција. Јас и кога привлегувањето во коалицијата со ВМРО исто така си имавме точки по кои што се договаравме и каде што тоа што се договоривме и пак викам оној континуитет што има на остварувањето на правата на бошњаците во Македонија, што се случил во минатото, дека 90 и повеќе посто, значи без малку сите, се случиле за време кога на власта бил ВМРО ДПМН. И од тие причини тоа ми даде за право. Зборувате за напредување на правата на бошњаците. Јасно. Значи дека тоа е опцијата која што ќе помогне да се подобри статусот на мојата етничка заедница. И тоа не само од права, мислам ни најмалку дали сега тука кога станува збор не се само правата што се однесуваат на јазикот, образованието, меѓутоа вработувањата, ред други работи имам, значи многу работи кои што може да се дискутираат и сите тие работи значи не е фер да се премолчат и да се остават ко ние да не сме граѓани на оваа држава. Значи засегнати сме сите. Факт е дека кризата значи се продлабочува, сето она што се случуваше изминативе 2 години, јас било кој да прашате, мислам да кога на некој начин се отворија сите прашања, ни најмалку никој не мислеше дека ова ќе биде главниот не знам елемент на преговори за формирање на нова влада. Так. Сакавме правна држава, сакавме борба против криминал. Не знам, сега можеме да дискутираме што све се направи во тие 2 години, фантоми од 500.000 на 0, од ова, од она, сите работи се правеа. Ајде, дојдовме до нешто кое што не знам колку ќе им донесе добро на граѓаните. Токму така дојдовме до нешто за кое што велат, кога една страна има барања до една друга страна, обично се наоѓаат на половина пат, односно има компромис и договор. Во овој случај не е така. Во овој случај буквално беше ставена на маса едно ливче хартија наречено платформа. Многу ви навелат парафирано и направено надвор од Македонија, во Албанија и во Косово, во Приштина. И тоа парче хартија буквално се стави на маса и се рече или ова, или нема влада. Работата е што преговара и двете партии, и ВМРО и ДПМН седна со дојде преговара за таа платформа и СДСМ. Но СДСМ се чини дека, како што изјави Бујар Османи, ова не се мои зборови, како што изјави Бујар Османи, портпаролот на ДУИ, дека СДСМ и Зоран Заев ја прифатиле во целост албанската платформа и се договориле во изјавата вели дури да се оди во втората фаза дотаму да се преговара и за химната и така натака и така натака. Се уште го немаме, можеме да констатираме тоа ливче хартија што тие го договориле, меѓутоа овој пат не се дојде на пола пат.
не се најдоа правата. Дури и при Охридскиот рамковен договор се имаше натегање околу одредени членови и точки од Охридскиот рамковен договор и се дојде напало, овој пат не, овој пат имаме чиста уцена нама, се јас би рекол. Па така е, мислам, но следствено на сите настани, пак се враќаме на таа нетранспарентност на целиот процес. Од онаа прва изјава дека значи или ја прифаќате или нема влада. Сега се слуша разни шпекулации, има значи наводно се остава простор за шпекулации кога не се вади сега во случајов значи и ВМРО ја прифатило платформата, сега меѓутоа да беше прифатена платформата, ако тоа беше условот, значи ќе имаше, може до сега ќе имавме и влада. Но факт е дека значи неверојатно него дека не се договориле околу главниот услов што бил. Јас можам да зборувам она што се случуваше, мислам, во коалицијата за подобра Македонија, каде што буквално тоа е коалиција која што значи апсорбира околу 20, мислам не околу него 25 политички партии и повеќе од 10 здруженија, каде што значи сите тие беа консултирани и на почетокот на процесот, значи бевме на разговори и пред уште еднаш за време на преговорите и буквално дента последниот ден кога значи имаше кога истекуваше рокот на тие 20 дена за преговори за составување на влада, значи претходно ние ги имавме кажано своите ставови во врска со нашите забелешки што се однесуваат и нашите ставови кои што иако не учествував ни јас ни другиве, значи директно во преговорите, значи каде што требаше да се запази тој, значи граѓански концепт и каде што требаше да се видат кај се и другите, значи малцинства, каде се, значи другите народи, а не само да се поставува прашањето помеѓу македонците и албанците. Така да од таа страна беше транспарентно. Да имаше договор, мислам, знам дека сигурно, ако не може би истиот ден, утре ден, така имаше веќе што е договорено. Ова веќе, не знам, не личи на ништо. Прво очекував од ден на ден, дека се додека веќе кога на некој начин гледаш дека станува јасно дека никогаш нема да го видиме тоа. Па не знам што ќе се случи, иако и во таа коалиција, значи предводена од СДСМ, има неколку политички партии кои што не беа консултирани. Има поединци интелектуалци и од бошњачката заедница меѓу другото, каде што на некој начин јас почнав да се сомневам зашто, пошто и СДСМ во минатото правела широки коалиции, многу партии и слично, од етничките заедници, меѓутоа во случајов сега тоа го немаше, дури сега ќе помислам, можеби тоа бил најлесен начин да ги маргинализираш, значи ние сме сите граѓани, нема потреба ние што сега да, значи идеме граѓанска опција, сите сме еднакви, без разлика, значи на прво место е граѓанството и сега одеднаш доаѓаш во ситуација кога се поставуваат некои и се решаваат некои проблеми кои водат кон бинационална држава, а од друга страна ти немаш обврска кон другите етнички заедници, затоа нели они влегле во некоја комбинација како граѓанска опција и сега под превес на граѓанство. Дури тие таму што се не знам, мислам веќе и тоа ми е чудно што така немаше некои реакции во јавноста и целиот овој процес само ја продлабочува, мислам, кризата и јас буквално сум загрижен сето тоа што се случува и не само јас, веројатно сите граѓани на Република Македонија гледаме, мислам, сето она за кое што без разлика кој ќе дојде на власт, што мислевме дека ќе се решат некои проблеми на вистина Македонија. Значи, факт е дека беше во криза, трпеше стопанството, трпевме сите ние граѓаните, значи, и на некој начин идеме, не знам, сега ќе дојде она... Се отвараат нови врати, нови проблеми. Па не знам, сега ќе излезе она на вистина дека најдобро решение би било повторно избори. За да, секој си веќе тогаш пак граѓаните преку ливче, бидејќи ова не беше во предизборието, воопшто, значи, не само предизборието, целиот период. Ова не беше ништо спомнато. Граѓаните немаа вистинската информација зашто политичките партии во нивно име ќе договараат и преговараат, за да би знаеле зашто го даваме нашиот глас. Она што е симптоматично, што е интересно, морам да ве прашам, како вие како граѓанин, македонец, државјанин на оваа Република Македонија, меѓутоа представник на една од малцинските заедници, се чувствувате во Република Македонија. Ги уживате ли своите права или не ги уживате, бидејќи албанците велат дека тие немаат доволно права, не се застапени
доволно нивните права, имаат право на повеќе може секогаш да бидеме. Чисто меѓутоа многумина велат дека Македонија е етно земјите каде што дала најмногу права, затоа директно ме прашувам вас. Така, во ред, сега знаете како, можеби терминологијата сега ако се земе, се дава, се зима, можеби звучи грубо. Во случајов, значи, правата кај што се однесува, значи, до сите граѓани на Македонија, уставните норми ако се споредуваат, значи да не зборуваме сега дал, земал и слично, се на многу високо ниво. И многу повисоко од многу држави кои што се, да кажеме, членки на Европска унија и некои развиени демократии. И тоа е од една страна. Од друга страна, добро е да се развиваат правата кај сите етнички заедници, посебно граѓанските, индивидуалните права и слично, но меѓутоа пак не на овој начин. Ние како, значи, бошњашка заедница во континуитет се подобруваат права, иако често, значи, јас како припаднем на таа заедница не сум, да кажеме, задоволен од имплементацијата на одредени законски норми. Има и некои, можеби, работи кои што се од техничка природа. Ете, да ги спомнам дел од нив, например, при тогаш во видувањето во преамбулата како, значи, бошњак, јазикот на бошњаците е босански. Тогаш не можев да најдам причината по која дали е водено по некоја логика бошњак-бошњачки е заведена како бошњачки. И така отиде во Државниот завод за статистика. И преку тоа, значи, понатаму сите што црпат информација од Државниот завод за статистика се пренесуваше тој термин. Јас, значи, реагиравме сега веќе во некои институции е сменето, меѓутоа дури во Министерството за образование се води, значи, во програмите стои дека на босански јазик и слично, да кажеме, имаме тука околу номинацијата. Понатаму исто така, например, изучувањето на мајчин јазик во основното образование, таму кај што има можност. Значи, се воведе настава на босански јазик, се воведе предмет јазик и култура на бошњаците. Меѓутоа, се воведе предмет јазик, настава на босански јазик во две училишта, во Велешко и во Скопско Љубино, Велешко Оризари. Меѓутоа, се уште кога се воведува нешто ново, експериментална програма, меѓутоа се уште се води со години како експериментална програма, бидејќи треба законот да се смени. Во законот стои дека редовна настава во основно образование се одвива на македонски, албански, српски и турски. Иако ние имаме и на ромски и на босански, меѓутоа работава е што треба тој законски да се регулира. И стои како експериментално. Уште повеќе да го ригоризираме законот, па воопшто да не влезете. Во случајов не знам што стои во тој закон за јазиците. Сега очекувајќи јас да бидам без разлик веќе во институција кај што можам да се борам за тие работи да побрзо се имплементираат, бидејќи не се работи, значи повише се работи некој од техничка природа, меѓутоа од друга страна пак еве да кажеме и околу вработувањата, она што беше едно исто така дел од рамковниот договор, процентуална застапеност. Спроведувањето на рамковниот договор беше, мислам, партијата што ДУИ го држеше истиот и, значи, тој сектор и таа гледаше, значи, пред се да се зголеми, значи, таму кај што заедниците беа со помал процент да се зголеми, меѓутоа кај бошњаците, значи, буквално колку се веќе години, ние сме негде 0,3-0,4% од вработените во државната администрација, додека веќе, да кажеме, албанците од некаде 10 веќе се стигнати на тоа ниво кај што се правично застапени и слично. Така да и од таа страна, значи, јас, например, не сум задоволен зашто веќе кога можело за една заедница да се води сметка, зашто не се водело и за други заедници, да пополека, значи, и тие барем се доближат, ако веќе работиме по тој принцип. Иако квалитетот треба да е на прво место при и вработувањата и ред други работи. Така да има многу работи кои што... Морам да ве прекинам. Сите работи што ми ги споменавте, барате права кои што се однесуваат за припадниците на бошњачката заедница. Барате повеќе култура, повеќе книги, барате образованието, велите не барате да биде наметнато дека вие сте бошњачки, босански јазик, него барате да биде исправено чисто технички тоа, меѓутоа никаде не чув дека имате барање сите тие своји права кои што ги барате засега да ги наметнете и на другите заедници, односно во случаев како што е платформата, она што се вели, морам да прецизирам пошто не знаеме, вела дека еден дел од албанската платформа се однесува на тоа албанскиот јазик да биде на ниво на македонскиот јазик во целата држава, што значи секаде на албански и на македонски.
Добро, сега ако земеме, јас често го земам примерот пак со Босна, значи далеку од тоа. Босна е одличен пример. Далеку од тоа да се наметнува нешто, значи и секои барања кои што водат кон нови поделби нема да донесат добро никому. Значи ни на албанците, ни на, мислам, во случајов на албанците. Затоа што без друго, навистина тоа е скапа работа, прво, значи економски со оглед на сите работи ќе дојдеме буквално во ситуација да наместо да инвестираме во случајов барем она што го знам градежништвото е сектор кој што на некој начин ја држи Македонија економски стабилна и успешна, ќе дојдеме во ситуација буквално да наместо да инвестираме во патишта или во некои други, мислам, инвестиции кои што се корисни за сите граѓани, ќе дојдеме во ситуација да ги трошиме сите пари за преведувачи. Па ако земете Босна, имате сите документи се преведуваат на 3 јазика, иако се разбирливи за сите, многу слични. Мислам, никој нема да добие ништо или... И време и пари се троши. Не знам, жално е, например, во Мостар имате едно училиште под иста зграда, во една смена учат хрватите, во втора смена учат бошњаците. Подолба, наместо интеграција. Сето тоа, значи, не води кон функционално општество. И на тој начин, значи, сето она што кога веќе нешто се наметнува, значи, и се бара на овој начин, создава револтка и другата заедница, кризата се продлабочува, да кажеме сето тоа, ајде во ред нека, значи, ќе изгубиме сите. Ќе изгубиме сите. Овде ќе направиме мала пауза за реклами, па се враќаме назад во студијата. Назад сме во студиото, говориме за тоа дали со ова албанска платформа и начинот на кој што се договараше цела оваа платформа само помеѓу албанските партии и помеѓу македонската партија и едната СДСМ, дали ги стави во незавидна позиција и им додели помали права да се чувствуваат како граѓани од трет, четврти или пети ред останатите малцинства во Македонија, кои што не се мали по број. Вечера разговарам со господинот Зеки Рамчиловиќ, кој што е пратеник, меѓутоа и представник на Сдруженијето АВАС, кој што е представник на бошњачкото малцинство на бошњаците во Република Македонија. Говоревме за тоа како се чувствувате поради сета оваа ситуација. Морам да кажам дека остри реакции од сите страни, од сите малцинства, од сите политички партии кои што ги представуваат малцинствата во Република Македонија во изминативе денови. Не имаме и две изјави, едната е од партијата на ромите, дадена денеска, едната и од турската партија, па ќе ги замолам од држијата да ги пуштат за да ги чуеме нивните размислувања. Значи, демократските сили на ромите будно ги следа сите состојби во врска со политичката криза и во овој момент сакаме да изразиме загрижување и жалење во поглед на однесувањето на Социјалдемократскиот сојуз и нивниот лидер господинот Зоран Заев во поглед на прифаќање на било какви барања, било какви насоки од платформата која беше дадена од политичките партии на албанската заедница и сакаме да упатиме од оваа пресконференција еден апел дека прифаќање на било какви концепции или барања кои представуваат удар на уставниот поредок на нашата држава не е добро ниту за граѓаните во нашата држава, ниту за унитарниот карактер кој во овој момент го има Република Македонија. Имајќи предвид дикцијата на преамбулата на Уставот на Република Македонија, во која припадниците на немнозинските заедници се дефинирани како делови на албанскиот, турскиот, ромскиот, српскиот, бошњачкиот и влашкиот народ во Република Македонија, давање на ексклузивни права на една етничка заедница ја нарушува сустав за гарантираната еднаквост на граѓаните и помалкубројните етнички заедници ги става во подредена положба. Од тука сосема се разбирливи реакциите на припадниците на турската заедница, кои ваквите решенија ги сметаат како вешта политичка манипулација, која може да предизвика дополнителни тензии и конфликтност со далекосежни последици по стабилноста на Република Македонија и регионот во целина. За ДПТМ, ваквите решенија се неприфатливи, далеку од толку прокламираниот граѓански концепт на државата, спротивен на Уставот и духот на рамковниот договор од Охрид. ДПТМ и понатаму ќе се залага за силна, стабилна, просперитетна и унитарна Република Македонија, во која подеднакво ќе се чувствуваат сите нејзини граѓани, независно од нивната национална, верска или било која припадност.
Пуштавме ставовите и на ромската и на турската партија, односно на заедниците кои што ги представуваат, малцинските заедници кои што ги представуваат овие партии, сите велат едно. Сите велат дека на овој начин со оваа платформа не само што се дистанцира од останатите малцинства, не само што им се земаат и нивните права, туку на еден начин се добива впечаток дека никој друг не е важен освен албанците во Република Македонија и нивните права, барем таков впечаток се праќа. А кога сме кај тоа, јас би сакала да продискутираме, ќе ви кажам неколку примери, би сакала да ми ги скоментирате. Зборуваме за давање на права. Кога се даваат права, велат дека обично треба да има реципроцитет. Значи не може бошњаците во Македонија да имаат права ако македонците во Босна немаат право, не може србите во Македонија да ги имаат истите права да ги бараат доколку не ги уживаат истите права во Србија, или македонците во Албанија кои што барем за оние од Голобрдо и останатите општини сме сведоци дека два чекора назад еден напред, два чекора назад еден напред низ годините околу нивните права, излегува дека со факти Република Македонија досега без да бара строг реципроцитет си ги почитува своите малцинства и им ги дава правата. Како пример еден ќе посочам информација која што се надевам дека ми е точна, ми ја кажа денеска дека во џамиите во Република Македонија кај нас се вели богослужба, не знам како се вели во исламскиот свет, кога проповед, кога се прави во џамиите, во Македонија во овој момент се прави на 3 јазика, така на албанскиот. Па добро, сега вака како земеме во џамиите богослужбата, значи секогаш молитвите се на арапски јазик, веќе ако идеме кон таа тема, значи тука е кај во исламот е тоа универзално. Предавањата, значи оние што се, значи објаснувањата на верските лица во џамиите ги држат во зависност, значи од населението, значи на нивен мајчин јазик. Тука ситуацијата, значи не е нешто зависно доколку е средина кај што живеат турци, ако е некој населено место на турски и обично и нормално имамо те што го знае турскиот јазик, кај бошњаците на босански, бошњак некој или може и друго лице, значи но ете што може да на некој начин да им објасни некои работи од околу религијата. Значи тука е повише тоа е неформално, така да тука на некој начин нема ограничување. Не знам сега, веројатно кај што сте истражувале, може не сте истражиле доволно или она што е официјално во исламската верска заедница, мислам, тука се веќе имаме 3 за исламската верска заедница. Да, меѓутоа џамиите веќе значи неформално. Каде што имало 3 јазика, само албанскиот, турскиот и македонскиот. Така, таму веќе значи ако земеме некои официјални документи или други работи, значи тие се на тие три јазика. Значи тука да. Така, иако да кажеме за време на поранешна Југославија, значи имаше една исламска заедница и тогаш српско-хрватскиот, меѓутоа да ако веќе имала некоја пракса и во Македонија, значи тогаш сите работи значи што се издавале, значи биле на со српско-хрватски, меѓутоа мислам дека требало да продолжите во континуитет и на босански, па зошто да не и на ромски јазик веќе ако идеме, бидејќи доколку земеме во Македонија, ако сме евентуално некој ќе каже пак да се вратиме на бројкиве мал процент, меѓутоа пак веќе од аспект на бројот на муслиманите веќе тука имаме па поголем процент дека Значи муслиман ром да речеме кој што не знае албански, не знае ниту турски, нема да се разбере во исламската. Добро, ќе се разбере на македонски веројатно. На македонски, да, значи се државни. Добро, така да има одредени, можеби тука веќе кога спомнавте може да се дури имаше, мислам Скопје до 2008 година немаше џамија, иако најголем дел 40% од бошњаците што се во Македонија, значи живеат во Скопје. Немаше џамија, значи кај што можеше да се држи тие предавања, да кажеме на босански јазик од 2008 Хатунџук џамија на Нова се ренови, мислам на старото место на таа џамија кај Тефеју, значи каде што денеска тука имаме, дури има и подучување на деца, предавањата, таа главната молитва во петок, значи кај што има обраќање на, може да им се обрати на верниците, значи за одредена тема, е на босански јазик, иако и тоа имаше одредени проблеми, не знам дали тоа, ако тоа не ви промакнало, дека во случајов имаше тензии зошто на босански, па дури имаше едно тогаш и Знам дека намерно нема, затоа и ве прашувам дека нема на босански, дека се останати само овие 3. Но добро, тоа е, мислам, би требало тука да кажеме токму албанска каде што најголем дел од верниците муслимани во Македонија се албанци, би можеле тука да покажат сенс, да кажеме, кон условно кажано помалите етнички заедници, да. Така.
Сега за крај би сакала да ми ја прокоментирате целата политичка ситуација, меѓутоа и да ми го дадете вашиот став каде вие гледате решение на сето ова, бидејќи се чини дека дојдовме до ќоркостокак нема назад, буквално граѓаните не знаат како сето ова ќе заврши. Посебно што еве денеска се случува, секогаш кога нешто ќе се случува жешко на политичката сцена и секогаш кога народот ќе стане и ќе излезе на улиците, се чини излегува се со спектакуларни информации. Вие имавте, ова ве прашувам намерно, затоа што имавте денеска и Facebook статус пред да дојдете во телевизијата, на кој што алудирате дека можеби и намерно се удира на представници на бошњачката заедница во Македонија, кои што се успешни? Па некои работи се навистина симптоматични. Јас пак ќе се навратам, значи ете веќе ако зборуваме за решение на криза, мораме да видиме и континуитетот на кризата како се одвиваше. Значи буквално Македонија 2 години беше блокирана комплетно. Со разни видови притисоци, бомби, објавување некои протести, не знам, најразлични причини, сакаме избори, нема избори, прочистување на избирачки список, мислам тоа траеше само... 3 пати одложувавме избори. Тоа траеше само, меѓутоа се испостави дури да кажеме, дури беше и смешно, значи дури на членови на моја потесна фамилија кои што сме постојано тука бевме на тие списоци. Мислам примерот го знаат сите граѓани, меѓутоа никој не го ни спомнува, иако значи буквално беа ставани во прашање победата на коалицијата тогаш за подобра Македонија на изборите во 2014. За фантомите говориме. За фантомите, меѓутоа излезе дека нема фантоми. Сите тие работи, ако се гледа, значи разни договори, притисоци, вакви, такви, значи и со цел, ајде, да има избори, кои што, значи, ќе ја вратат Македонија, не знам, на патот на евроатлантските интеграции, да се воспостави правна држава, не знам, криминал, ред други работи, значи многу нешта беа земени и спомнати и ајде да, значи, да кажеме изборите и да веќе имаме ситуација каде што фер регуларни избори, дури нели влада техничка, ваква со министри од опозиција, мислам навистина многу чудни работи се случува и на крај доаѓаме во ситуација, значи, кога се сведела некои работи на платформа која што не беше спомната воопшто. Дури ако веќе земеме разрешување на таа криза... Што еве тука сме каде што сме? Што сега? Сега излезе и понудата од партијата која што, односно коалицијата која што освои најголем број на гласови во Македонија, значи коалицијата за подобра Македонија на чело со ВМРО ДПМН. Да, меѓутоа упатена, значи еве за широка коалиција. На крај јас еве ако веќе за неприфаќање нека може некои работи уште и да се одложат. Нека се направи таа коалиција бидејќи па и сите од надвор, колку јас што пратев, инсистираа што поширока, што поголема, баш широка коалиција, сите сметавме дека ќе прават притисок да се формира широка коалиција. Бидејќи во случајов ниту една партија нема и ВМРО значи коалицијата за подобра Македонија да беше во ваква ситуација, значи во случајов со ваква платформа, со вакви барања уцена, нема право во име на граѓаните да не можеше, значи немаше ни толку број, ни таа немаше толкава, значи бројка и поддршка за да може да каже да, ја имам комплетно довербата на граѓаните, можам да одлучам во нивно име. Во случајов ова е сега уште помалку. Така да на некој начин веќе ако нешто се прави, ајде, и тоа е можноста, меѓутоа не верувам дека ќе се случи. Се ова понатаму што како што одат работиве не може да се разреши кризава без нови избори. Моje видување е дека ќе треба да има нови избори на кои што граѓаните на Македонија ќе кажат зашто се, бидејќи сите овие работи, значи пак викам беа некако правени онака под некој превес на тајност, на сосема нешто друго беа програмите и платформите. Јас затоа викам очекував. И сега што се случува уште на крај ова што го спомнавте, дури статусот не можев да не го напишам бидејќи најчесто некако се случува кога имаат пресметка големите, страдаат условно кажано помалите, не по прв пат, обично ете бошњаците, често торбешите, македонците муслимани, па и турците, веројатно да е тука има примери и такви. Денеска јас навистина и претходно се уверив по некои кога се ја она стапува на сцена, кога треба дефокусирање на јавноста, во случајот веројатно не мисла дека толку луѓе ќе излезат на протести, дека поддршката гледам и во другите градови е дека ова не е во ред што се прави, значи. И излегува, значи, со
пак најава борба против криминал и пак викам страдаат значи помалите, но што е најтрагично, слушам да видам за што е, сега не знам колку вие веројатно меѓутоа и гледачите кои што гледаат дека на некој начин за ова какво денеска имаше настап СЕО, мислам тоа е навистина, не знам, најмалка рака да кажам срамота, бидејќи ја не сум правник, но да земете да истражувате со денови фирми, ред други работи, тендери, и да излезете во јавност да кажете дека е земен тендер поради сега некој документ дури имало на турски бил и таму пишувало дека на турски дека е статична дробилица, а во случајов во критериумите на тендерот требала да биде некоја мобилна дробилица. На некој начин и за такво нешто да излезеш во јавност, да на некој начин рушиш авторитет на фирма која што работат, значи фирми кои што работат илјадници луѓе. И пазете, првиот криминал што е од толку најавуваните, не знам, криминали, од 3 фирми, 2 фирми на кои што се сопственици бошњаци. Веројатно мисла дека бошњаците сега, они нема што, они нема да кажат, нема да се бунат или не знам која е логиката, меѓутоа логиката е да се направи дефокусирање на јавноста и да се направи политички притисок. Сите портали што излегуваш, кои што на некој начин се контролирани од опозицијата, излегува со бомбастични, значи фалсификувана документација, 17 милиони. Никој не спомнува, значи дека во целата таа постапка, значи процедурата е окей, немало местенки, немало договарања, нема никакви докази за тоа, значи буквално ништо. Работата е завршена, значи некој за тие пари и работел, и вложил, и потрошил дел од средства, веројатно нешто и заработил, што е сосема нормално, економски оправдано, а понатаму вработените ги платил, значи си работат луѓето, плати, се издржуваат семејства, ги платил давачките кон државата, и сега ние треба да, не викам дека во ред документот и уште ако е сознање било нешто поднесено, договор направен, не е реализиран, да, нека одговара. Значи има тужба, има правна, мислам нека се тера постапката. Меѓутоа за такво нешто да излезеш во јавност во овој момент и да на некој начин доведеш во прашање, значи фирми кои што работат илјадници вработени, сопственици бошњаци, јас безмалку реков, значи ако веќе тие, бидејќи таа фирма и секако ќе претрпи штета. Без разлика на дека јас од тоа не гледам дека исход некој ќе биде кој знае каков. Меѓутоа, работава е што веќе на тој начин фирмата, собственикот, ред други работи ги обележуваат и веќе, значи, во секогаш економските односи, тој што влегува ќе влезе или нема да влезе, значи ќе чекај, можеби ова е нешто има тука не влегувам, значи и тогаш ќе на тој начин ќе се обидат, значи да се намали обемот на работа, што ќе представува проблем, бидејќи реков тоа се илјадници луѓе работат во тие фирми и што е најинтересно, мислам, освен што и ете, веројатно тука сите ние можеби тоа е и нормално, можеби по некоја линија на некои пријателства, познанства, роднински врски, можеби ете и од тој аспект да гледаме, имаме голем број на бошњаци вработено во градежниот сектор, во тие фирми, веројатно поради местоположбата на фирмите, на едната е од Батинци, каде што имаме доста бошњаци што живеат и работата си ја нашле таму. Така. Ја не можам преска кога го честитав денот на независноста на Босна и Херцеговина, значи се гордеам ко бошњак, ете тогаш исто на 8 септември. Сите ние и со тој датум се гордеам, затоа што Македонија, значи, се гордеете со двата датума, тоа е многу битно, да, не само во секој случај. Меѓутоа и тогаш не можеме да не мислам на тие луѓе што дел од нив знам, дел од нив живеат со мене, комшии мои, да не мислам да не ги набројувам по имиња, онака не може човек да не помисли на нив дека и они се сега загрижени бидејќи можеби не ја ни, ете пак викам, не ја знаат, можеби не слушнали изјавите, а по порталиве мислам, направени се наслови, тоа е, викам, ова не знам како да го искоментирам. И сето тоа се случува во овој момент. Најчувствителниот момент, моментот кога за многумина треба да се брани црвено-жолтата линија, како што веле граѓанското здружение. Да се надеваме дека ова лудило ќе заврши, да се надеваме дека ќе можеме да зборуваме за издадени книги на босански јазик, на турски јазик, за лица од културата, лица професори, научници од двете држави кои што ќе се работуваат, да се рваме и тепаме на тоа поле, да видиме колку бошњаци ќе дојдат во Македонија да издадат нешто или уметници и обратно, нели, македонци во Босна. Морам да кажам дека не сум многу оптимист дека тоа ќе биде многу блиска иднина, барем споредно на се што ни се случува.
да се надеваме дека нешто ќе не удри по глави, ќе не освести што велат, дека ќе видиме што ставаме на коцка и што продаваме и зошто. Така, за жал, мислам, заклучокот ви е сосема на место. Јас секако дека ова ќе заврши. Јас верувам дека нема никој да направи нешто што ќе биде во супротност и со интересите на државата, со интересот на мнозинството граѓани во Република Македонија и секако како припадник на бошњачката заедница јас себе си се гледам во унитарна единствена Македонија и само тука ќе бидам како бошњак. Во сите останати комбинации нема да нити можам да ги изразам своите, да кажем и сите оние образовни културни потреби, далеку сега од тоа дека со некој дека ќе имаме попросперитетни, бидејќи секогаш поголеми држави со поголеми ресурси, со поголем пазар можат полесно да направат. Пак сум мислам стојам позади тоа и пак и дали пример или било која, не мора Босна, било која држава, значи секоја поделба која што ги разделува луѓето, која ја намалува довербата, значи не носи добро. Искрено верувам дека ќе се најде начини, можности и правно и формално и ако ништо друго да се одржат избори кои што на некој начин ќе кажат. Ќе пресечат работата и ќе каже граѓаните зашто се. Сега веќе се е отворено, се знае, па да видиме што ќе биде. Мене ми е многу жал што останавме сами. Јас во овој момент добивам повици од двајцата останати гости кои што требаше, веројатно имаат оправдување, веројатно тоа централно председателство се одложило, ќе имаат можеби друга прилика. Ви благодарам вас многу што одвоите време и што еве дури прифативте еден да говориме на овие. Меѓутоа сметам дека говоревме за работи кои што треба да не обединуваат, а не да не разделуваат. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам што бевте со нас и во ова отворено студио. Станете фреквенцијата на телевизија Нова, следуваат вести.